Добро утро и од мене. Еве во вториот дел од утринската програма која е наменет за тема на денот, а како што најави колегата Иво, наш избор се зумба и уличен тренинг. По тој повод денеска имаме и гости во студиото со кои ќе дискутираме и преку нив ќе ви прикажеме како, доколку сакате да го започнете денот со физичка активност, тоа да го направите токму преку нив. Во продолжение малку историја за оној кој што го измисли, односно креаторот на зумба. Зумба е најуспешниот бренд во фитнес вежбањето, тоа не е танц, не е ни верзија од класичен аеробик. Туку е програма за вежбање која е смислена од Алберто Бето Перес, кој во 2001 година ја брендирал и ја шири низ светот преку лиценцираните зумба фитнес инструктори. Зумба Денс Фитнес постои во Куманово од 2012 година. Прилог на колешката Ивана Младеновска. Адреналин, танцување, позитивна енергија, насмејани лица и многу потрошени калории е она пошто зумбата е препознатлива. Тоа не е танц, не е ни верзија од класичен аеробик, туку е програма за вежбање која е смислена од Алберто Бето Перес, кој во 2001 година е брендирал и ја шири низ светот преку лиценцираните зумба фитнес инструктори. Зумба Денс Фитнес постои во Куманово од 2012 година. Ивана Јовановиќ е официјален и единствен инструктор за зумба тренинзите и со неја разговаравме за позитивните придобивки, целите и за резултатите од вежбањето. Зумба е моментално најпопуларна фитнес програма и тоа не е класичен танц или класичен аеробик, туку содржи комбинација од напорни вежби и основни елементи од танцот кои што се комбинираат со цел да вежбањето да биде позабавно. Музиката е клучна состојка на зумбата и кореографиите се комбинираат со сите стилови на музика, латино, салса, меренге, регетон, хип-хоп, бели денсинг, кумбија, мамбо и слично. Иако на почетокот самата била скептик дека зумбата ќе функционира така како што треба, сега после 2,5 години постоење и успешна работа, задоволна од сработеното. За Денс Фитнес програмата, освен Ивана, стои тим на млади луѓе кои сите заедно вложуваат во оваа програма. Јас бев скептик на зумба затоа што вежбавме јак тренинг, а тие ми бараа зумба која ми изгледаше многу лесна, кој ние се доживуваме како заеднички тим, значи заеднички одиме кон целта, кон резултатите, заеднички вложуваме во напори за резултати. Надица е само дел од многуте задоволни членови од Зумба Фитнес програмата. Многу задоволна, лично од здравствени причини, лично за себе, поради нашата добра тренерка, значи навистина презадоволна. Музиката е клучната состојка на зумба часовите. Кореографијата, креирана со специфични тактови и смени на темпото, транзиции на вежбањето од едно во друго движење, вклучувајќи тонирање, затврстување или кардио движење, целот кон секоја мускулна група во телото. Се покажало дека зумбата на посебен и чудесен начин позитивно влијае врз вежбачите. Доколку се уште имате дилеми дали да започнете со физичка активност, а време за размислување многу и да немате, затоа што убавото време веќе ни пристигна, зумба нека биде вашиот избор. Зумбата не ја подига само физичката кондиција, туку влија и на емотивно ниво, односно го билда духот и го подобрува расположението. Ве воведовме во темата, а во продолжение да ги представиме и нашите соговорници на темата спорт и неговите бенефити. Добро утро за младите спортски имиња Ивана Јовановиќ, тренер по зумба, и Дарко Петковски, добро познато име во Куманово, спортист и атлетичар. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, сакам да им посакам убав ден на гледачите на К3 телевизија. Така. Ве собравме рано, меѓутоа сигурно сте расположени за убав муабет и да прокоментираме за она што постои во Куманово. А иде Ивана за почеток да ни кажеш од каде идејата да почнеш со зумба тренинзите? Првим благодарам на поканата. Многу ми е убаво да се дружам со вас. За зумба идејата ми дојде од самите вежбачи. Тие слушнале за зумба и сами ми бараа зумба. Јас не знаев што е тоа. И претражував по интернет, гледав, не ми изгледаше многу напорен тренинг и затоа не го прифатив веднаш. Кога малку побоа се запознав со зумба и кога отидов на семинар за зумба,
тогаш многу ја засакав и многу работи научив за неа, како да се прават кореографиите, како да се вклопуваат заедно со вежба, со музика. И навистина ми беше интересно, многу брзо сите го прифатија и секој ден нови членови имаше, забавно ни е. Така. Ајде Дарко, ти да ни кажеш зошто баш уличен тренинг? Вака, прво сакам да нагласам дека зборам чисто од спортскиот аспект, нели? Како бивш гимнастичар и атлетичар. Зашто баш уличен тренинг? Тоа е многу интересно и актуелно периодов. Сега зашто се тренира со сопствена маса, комплетно е бесплатно, се тренира најобично по паркови или други урбани средини. И нели главната цел на стрит воркаут е промоција на здрав начин на живот, нели се пази на исхраната, одлично тело и социализација, се групираат по групи. И тоа. Така. Ивана, во видеото имавме можност да погледнеме дека имаше најмногу застапено женска популација. Доаѓаат ли кај тебе да вежбаат од машкиот пол? Па, има дојдено неколку машки членови кај нас. Ја имам неколку пати иденам, да. Како е? Чисто како подршка, одлично. Да, имам еден час на отворено и нели. На отворено, да. Да. И еден во сала, каде што вежбам. Да, точно. Да. Како тие гледаат на тоа? Што мислиш ти? Па нешто доста интересно, ипак јас сум за нешто по-хардкор. Има машки што сакаат да играат многу, а немаат можност, немаат каде. И кај нас во Чаршија, во Чаршија не играат многу машки, не се игра многу во последно време. Интересно им е, забавно им е и трошат калории. Така, тоа е пред се најбитно, нели, да се направи една добра форма. Па јас мислам дека најмногу ради тоа сакаат да доаѓаат на зумба, се трошат многу калории, многу скокови има. Така што знам, има многу и зумба инструктори во целиот свет. Значи тоа е сосема нормално. Јас имам слушнато за кај мене дека некои мажи и дечковци им забрануваат да доаѓаат на зумба поради тоа што слушнале дека има едно машко. Навистина. Па, најверојатно е така, слушнато имам. Да, и мислам дека тоа сосема нормално и не треба да им забранувате да доаѓаат на зумба поради тоа што има едно, две или три повеќе машки да има, значи може да има и машко инструктор. Така, па нели тоа машките инструктори можеби по зумба се и најпознатите во светот. Ајде кажи ни што кога музиката е во прашање. Каква музика се користи при зумба тренинзите? Секаква музика имаме. Значи од вчерашниот тренинг имаме вртлок победничка на Гуча. Ја спремивме по барање на едно од нашите членови, морам да ја поздравам Снежа. И една српска спремивме. Значи, секаква музика може да се спреми. Сакала да пее додека игра. Да си ја разбира песната и тоа е сосема окей. И треба да се пее, треба да се вика на тренингот, да се изнесе сета негативна енергија. Да. Така да имаме кумбија, имаме мамбо, салса, хип-хоп. На секаков стил на музика може да треба. Само сакам да прашам дали имам кореографија на македонски песни некој или не. Па на македонска немам, а имам на српска, Владо Јаневски, тоа не е истегнување. Да, супер. Супер. Дарко, кажи ни ти, кога веќе спомнавме музика, како вид на музика сака слушаш? Па вака, јас исто да нагласам дека сум бивши диџеј, значи преферирам хип-хоп, R&B музика. Сакам секаква музика да слушам, значи не ми смета, нема според мене лоша музика. Али за вежбање, за ова строго хип-хоп. Ајде да ни кажеш кои се придобивките, односно бенефитите од тренирање на уличен тренинг, пред да го погледнеме прилогот. Па нели накратко пред малку спомнав дека бенефитите се промоција на здрав начин на живот, нели добро тело, тоа е еден од бенефитите, социализација. Има многу бенефити кои би сега во моментот не може да ми текне, али мислам дека добриот изглед не е малце, нели сите се спремаме за така, сега ни доаѓа и убаво време и лето, па
се разбира дека треба да бидеме подготвени. Во продолжение, пред да продолжиме со нашиот разговор, предлагам да погледнеме уште еден интересен прилог за друг вид на спортски активности и покрај тоа што технологијата длабоко навлезе во слободното време кај тинеџерите, се уште има млади кои спортуваат. Прекрасна гледка е кога ќе видите момчиња и девојчиња кои возат велосипед или пак трчаат на кејот. Тоа ни влева надеж за нормален психофизички развој кај нашата младина. Во последно време во нашата земја младите се одлучуваат за улично вежбање, нова дисциплина која на прв поглед изгледа необично и неверојатно. Практикувачите со неа им пркосат на законите на гравитацијата. Следниот прилог е вовед за новиот начин на вежбање кој го обиколи светот, што е и како изгледа уличното вежбање. Младите кумановци Даниел Карамфиловски и Јован Илиевски се двајца од 10-та членови на групата Бар Гладиаторс, која практикува улично вежбање и здрав начин на живот. Според нив, силата, издржливоста, виталноста, адреналинот и посветеноста се клучните елементи на оваа дисциплина. Екипата на К3 телевизија го посети нивниот парк, зад зградите на Октомвриска револуција, каде Даниел и Јован со задоволство покажаа мал дел од нивните вежби. Оваа жилава и млада екипа, која сочинуваат 9 машки и 1 девојче, е формирана во јануари минатата година, за скромниот терен на кој вежбаат уличен тренинг. Младите момчиња велат дека го опремиле со импровизирани справи за вежбање кои ги платиле со своји и минимални средства. Значи ова го направивме сами. Направивме група во која што се собравме околу 20 на 30 на особи и сите дониравме по 300 денари. И тоа го вложивме да го направиме овој парк. Тренинзите се одвиваат секој ден и се составени во 2 дела. За време на утринскиот ритуал практикуваат кардио и касни вежби. За пладневните тренинзи Карамфиловски и Илиевски велат дека се концентрираат на правење вежби. На крајот од секој тренинг додадоа дека прават така наречен фристайл. Најважно за да се почне со тренирање на оваа дисциплина, Даниел вели дека главен фактор е водењето на здрав начин на живот. Ние гледаме да практикуваме здрав режим на исхрана. Ниеден од нашите членови во групата не конзумира алкохол и не е пушач. Во Македонија има уште млади кои се занимаваат со овој спорт, но тие екзистираат како индивидуи, а Бар Гладиаторс е првата група која функционира тимски. Еве неповторно да го прокоментираме виденото и да поумоабетиме уште малку со моите гости. Од прилогот погледнавме дека за ова можеби треба навистина храброст и онака да се почне да се вежба. Кажи ни нешто повеќе околу. Вака, точно дека храброст не треба. Значи мислам за се што се почнува ново, нели имаме малце страв. Но прво да ги поздравам дечките. Јован и Даниел, значи членови на групата Бар Гладиаторс. Доволно е да се направат неколку згибови, нели да се почне. Доколку некој не може да почне да прави, се почнува само со спуштање или како и да е. Храброст, па не би кажал. Еве на пример некои елементи кои се доста лесни, нели стрит воркаут вклучува елементи кои се остатечка положба. Тоа може да се проба и на низок разбој, 2 паралелни шипки, на пример. Исто добро спомна Даниел, исхраната е многу битна. Да, ќе се навратиме подоцна на спортската исхрана и ја тоа имам во главна за прилогот да коментирам. Кажи ми, може ли секој да тренира и што е потребно за ваквите тренинзи? Може секој да тренира, нели, комплетно е бесплатно, се тренира во паркови, спомнав и претходно. Тоа е тоа. Што е специфично за ваквиот вид на тренинг? Специфично вежби со висок интензитет. Нели на повисоко ниво на спремност малце потешко е да се тренира за еден драгон флег или human flag потребно е месеци и месеци тренирање за да се постигне нешто. Можете да видите слободно на официјалната фан страна на Бар Гладиаторс, има видеа, ќе видите баш професионалци како тренираат. Поздрав до нив. Така, секако. Тука видовме дека има, барем од овој прилог, вежбаат само машки. Постои ли, можеби, дали ти имаш податоци, дали некој од женската популација
може да се занимава Вака, со... да, познавам девојки што се занимаваат со стрит воркаут, меѓутоа не се толку популарни колку што машките. Нели, девојките се популарни кај Иван зумба. Еве, јас ќе се надовршам на Дарко. Значи, немам толку време за тренинзи, а сигурно би одела на стрит воркаут, но ми изгледа интересно и мислам дека е најубав спорт за машки. Комбинација зумба и стрит воркаут. Значи, на улица да вежбаш, на улица да се снајдеш во секаков момент, на секакво место можеш да вежбаш. Значи, не ти треба некои посебни услови за вежбање. Секако и бесплатно е што не мора да се одвојуваат месечно некои пари како што се на пример за некои да, се постигнува истиот ефект кod теретана на пример или и боле. Поинтересен ефект се постигнува. Да. Сепак не ограничува ни времето, ако можеби на тренинзите по некои други се користи по час и половина. Точно. Овде може да се вежба нели од утро до вечер кога си има и слободно време. Точно. Вака, знам дечки што се по цел ден во парковите, затоа и така добро изгледаат на 15-16 години. Тоа е секако за пофалба, нели, уште од тие години кога треба да се формира едно убаво тело. Предлагам да се одмориме со малку музика, за да се вратиме во студиото за вториот дел од разговорот. Останете со нас. Не барај мани, нема никој совршен. Ако ме сакаш ваков каков што су можеме да бидеме сами, љубов да водиме. Морав да кажам вака песна за на радио. Може немам да ти дадам лимузини, гламур живот, за почеток ладен туша, секса, чипси, ладно пиво. Утре може 3D кино, вечера кафенце. Ако не си љубоморна, одма се зимаме. После тебе различно, седи да бидеш мајка на моите деца, така пишано е, така пишано е, така пишано е, така пишано е, така пишано е. Седи да бидеш мајка на моите деца, така пишано е. Ја неќам други да се фини, да се злато. Ти ме правиш среќен како кога ме си дава го. Ти си гитара, да знаев уште да свирам. Ќе свиркавме одамна, али нека иде вака. Ја не верував у љубов, но после тебе различно. Седи да бидеш мајка на моите деца, така пишано е, така пишано е. Така пишано е, така пишано е, така пишано е. Седи да бидеш мајка на моите деца, така пишано е. Не ти треба лампа, ја ќе бидам твојот Аладин. Ќе летаме без килим, каде сакаш покажи ми. Со тебе душа сакам да го градам мојот дом. Влада вадава евроквадар, раѓе слободно. Ја не верував у љубов, но после тебе различно. Седи да бидеш мајка на моите деца, така пишано е, така пишано е, така пишано е, така пишано е, така пишано е.
Nokva celo nebo sveti peat moите angeli. Odi, znam ke boli, ti od moito srce zamini, tamo ostani. Не сум те видел веќе подолго време, не знам ти како си. Дали си добро, дали друг ти носи радости. Дали добро те познава како јас. Бараше совршеноста денес каква си, не знам. Ти зборев се што само да те спуштам ниско. Кај мене се е исто, ти си далеку, а толку близко. На тебе мириса споменот што го чувам. Се уште сум лудак, со добра мисла и се чудам. Како сум поминал без тебе цело време. Што ќе имам во животот денес да беше до мене. Ние сме младно и бистро, запати исто. Изгубивме се што беше чисто. Ја не се кам за ништо, така требало да биде. А споменот нема никаде да замине. Те чувам длабоко, онака лабаво. Се сеќавам на се што беше кажано. Оди, нека гори, но на цело небо свети пеат моите ангели. Оди, знам ке боли, ти од моето срце замини, таму остани, остани. Денес чекорам по исти улици, сонцето исто јако свети, но веќе не ме будиш ти. Помалку време имам за други девојки, ја сватив дека вредиш само ти од сите нив. Љубов не би мерал, зашто љубов не се мери така. Љубов е кога некого безусловно го сакаш. Дали те сакав немам појма, но имав храброст и срце за тебе, јас да дигнам војна. Минато со лаги валкано се гледам во огледало. Кога би можел да го вратам времето, би направил да сме поинаку, пред сите да сме едно. Некако летна авантура усредно, ти вредиш повеќе од секоја звезда. Што сум ти ја спуштил во ноките, од секоја песна. Што сум ја напишал во нокините часови. Веќе неа масови за игра, но ми остана насмевка на тебе кога ќе помислам. Оди, нека гори, но на цело небо свети пеат моите ангели. Оди, знам ке боли, ти од моето срце замини, таму остани. Далеку од тебе, далеку од мене, yeah. Далеку од тебе, далеку. Но на цело небо свети пеат моите ангели. Оди, знам ке боли, ти од моето срце замини, таму остани, остани. Но на цело небо свети пеат моите ангели. Ти од моето срце замини, таму остани. Доколку сега ни се придруживте, во е вториот дел од утринската програма Нов ден. Нови интересни теми и уште поинтересни гости. Да продолжиме ние со нашиот разговор. Ивана, кажи ми, кој се може да вежба зумба? Зумба може да вежба секој. Значи, зумба е тренинг за членови од 7 до 77 години. Ние имаме, од 7 години имаме. Навистина? Да, значи имаме таа возраст, а 77 уште не. Треба посебна група да се прави и значи кај нас постара популација значи послабо одвојува време за вежбање. Нема таква навика. Подобро ќе сработи нешто дома, треба да биде обратно, постарите поише да тренираат, нели? Да. Имаме на околу 55 години најстар член и мора да кажам дека најредовни се најмалите и најстарите. Значи оние што се во пубертет, тие брзо им проаѓа. Така, онаа емфорија што е на почетокот ги фати, потоа им поминува. Значи и тие се за пофалба, тие што се во околу 18 години, нели?
Сега што се и матуранти, значи за пофалба се и тие кои се упорни и се редовни на тренинзи. Сепак оние од што се вели. Да, обично тогаш се откажуваат, дојдат неколку пати. Да, иначе има секој кај нас, има што се дојде ни за дружба само. Сака да се релаксира, сака да негативна енергија да си сфрли, сака добро да изгледа, ради здравје доаѓаат, ради значи буквално за се, секаков има член кај нас. Секој со своја причина. Да, сакам значи, да прашам, во различни термини тренирате или сите 50 членови еден термин? Не, имаме повеќе групи. Значи има и профи група и послаба група, не? Па можеби некое ниво според кое ги рангираш ти ние, како значи, тренер? ние немаме група за почетници. Туку сами се вклопуваат, им треба една недела и многу брзо се вклопуваат кај нас сите нови членови. Значи немаат никаков проблем да се вклопат. Прв тренинг им изгледа многу страшен, тежок, ама нормално е затоа што е се ново. Значи цел тренинг тебе се ти е нов. Ако ќе навлезеш во тренинг, после менуваме ние работи, ги менуваме и вежбите и више се привикнуваат од вежба на вежба. И тоа секојдневно на секој тренинг е се подобро и подобро? Да, значи нема некој што не може да се вклопи во тренинзите кај нас. Само да додадам, кога имав привилегија да присуствувам на еден твој тренинг, најинтересно беше оние ориентални танци. Да, моментално немаме и интересно е сега ќе ставиме некоја таква кореографија. Така, сепак да се види нешто поинтересно и да биде позабавно. Што кога облеката е во прашање? За зумба видовме дека се разбира, се носи некоја спортска облека, меѓутоа за уличниот тренинг погледнавме од прилогот носат онака само фармерки. Нешто полесно, да. Кежуал. Често може да видите и голи тренираат, али само доколку се направи добро тело, нели? Така, кога ќе се постигне. Кога ќе се направи резултат, тогаш не ни е потребна облека. Инаку јас сум фан на стрит воркаут и стрит воркаут ми е само хоби. Често можете да видите слики на социјалните мрежи како вежбам гол. Тоа за облеката не е толку битно колку што е битно, нели, кај зумба. И тоа е. Буквално може секој сега да не е птен во сако со кравата. Така, тоа сепак изгледа премногу сериозно и неавтентично за вежбање. Треба да е удобна гардеробата во која што се вежба. Тачно, да. Кај нас што пошарено да е зумба, поразиграно како музиката, така и поразиграно да е поразиграна гардероба, поопуштено сакаат да носат. Значи хеланки, опуштени мајци. Тоа е во врска со облеката. Кој како сака се облекува, во што се чувствува удобно. Така, најудобно. Ајде да споменеме за исхраната. Секако таа е можеби еден од покрај вежбањето и најбитниот дел. Што кога исхраната е во прашање, што да се внесува пред тренинзите, обично знаеме и да претераме некогаш си се најадеме, па мислиме ајде ќе помине тоа, ќе ги изнесеме сите калории, но сепак исхраната е можеби најбитното прашање. Тачно, исхраната е најбитното прашање, нели најбитно за еден спортист, односно ги подобрува перформансите. И сега не зависи, не е се едно каква храна се внесува и колку храна се внесува. Треба да е квалитетна и количински правилно да се внесува. Спомнавте дека некогаш се најадеме пред тренинг, тоа е лоша карактеристика за еден вежбач. Значи се јаде 2 до 3 часа пред тренинг за да има време храната да се свари. Сега спортистите имаат специфичен режим на исхрана, нели внесуваат повеќе витамини, минерали, протеини и тоа нели доведува до подобри спортски перформанси. Не знам, мислам дека е исто и кај, мада женските имаат сличен режим на исхрана. Така. Кај женските, не знам, многу погрешно сваќање имаат за здрава исхрана. Тие мислат дека здрава исхрана е диета. Не само кога се држа диети, така. Значи диета е здрава исхрана, а диети што ги држат тие се катастрофални. Значи тоа е нездраво.
имам неколку лоши диети под диета слушното. се подразбира начин на исхрана, а не Да. гладување, нели? Да, ама погрешно ја сваќа. Тие мислат дека диета е некој режим на исхрана од 2-3 состојки што треба да ги комбинираат една недела. Толку, значи, штом трае една недела таа диета, значи тоа е нездраво да се... А здрава храна е, значи ако цел живот можеш да се храниш така, тоа е нормално дека е здраво. Погрешно ги разбира, многу погрешно мислење имаат за здравата храна. Здрава храна. Значи, веројатно треба многу повеќе предавања, повеќе читање, повеќе истражувања за да се точно знае што се подразбира под здрава. Се надеваме дека ќе не викнете пак и ќе зборуваме многу повеќе за исхраната, како што барем основните работи да почнат да се хранат здраво. Треба да се хранат здраво и треба секој човек да се храни здраво. Што е најдобро, еве, спомнавме пред тренингот да не се прејадуваме. Што е најдобро да се конзумира пред тренинг? Можеби некој овошје или зеленчук? Точно. Вака спортистите нели имаат потреба од поголемо внесување на протеини, витамини, минерали секако преку овошје и зеленчук. И сега не е кој знае колку различни обичните луѓе храната што ја конзумираат, но според тоа колку трошат спортистите, еве да кажеме еден оброк пред тренинг треба да биде нешто комбинација со јаглехидрати, после тренинг комбинација со повеќе протеини. Исто храната е битна за опоравок кај спортистот. Значи не е сеедно што ќе внесе после тренинг или неколку часа после тоа. Така да, убаво спомна Ивана, треба да се дигне свеста кај спортисти, не само кај спортистите, кај секој, во врска со начинот на исхрана, бидејќи нели тоа е нашето гориво, тоа не движи. Така. Сепак здравиот начин на исхрана го одржува секој. Што кога доаѓаат на зумба тренинзите, постои ли некоја шема според која ти ги раководиш кога е во прашање исхраната, им делиш совети што како да јадат, те слушаат ли? Ова е прилика да им кажам дека секој што сака да почне нов поздрав живот, може да ми се јави и да оделиме барем еден час, неколку работи само да им се објасни и сами ќе си организам ќе си го научат како и што треба да се јаде, кога да се јаде. Според не знам, за секој човек е различно. Значи не треба некој посебен режим. Организам што ти тражи. Тоа и да се користи сепак, нели споменавме витамини, минерали и овошје. Кој е вашиот став околу она што се користат оние средства, нели има некои чаеви, оние препарати кои што се користат пред тренинзите, ги нарекуваат за да се испотиш онака добро? Можеме да кажеме за суплементацијата дека е потребна кај спортистите без разлика што се зима дополнително. И тоа зависи од типот на спортот. Сега баш и за зумба не знам нешто повеќе што би внесувале, но секој спортист што се бави сериозно или професионално со ова има потреба од дополнително внесување, дали поголемо количество на не знам омега, витамин С, не знам Б комплекс, помладата популација знае за креатин, за не знам, се тоа е во ред, бидејќи нели ни требаат подобри перформанси. Додатни витамини, значи не можат да наштетат, нели? Не можат. Значи кога се тренира треба да се внесува додатен витамин. Ако не си сигурен дали преку исхраната правилно ги внесуваш сите состојки што му ги треба на организмот, не е лошо да се внесе. Вака, во принцип нашата храна не е купурано што била, нели, повеќе осиромашена, така да имаме потреба да ја зимаме и преку, не знам, преку брикети или како и да е, се со цел да се надомести дефицитот од нутритиенти. Така. Предлагам да погледнеме и дали знаат кумановци за овие спортски активности. Пред да го погледнеме мислењето на граѓаните, само за подсетување дека имате можност и вие гледачите да се вклучите во денешниот разговор и да поставите прашање на нашиот телефонскиот број 031 433 373. Минути за анкета која ја подготви Кристина Краљевска. Дали знаете што е зумба?
Да, знаеме, тоа е еден вид на спорт и игра. Како трошите вие слободното време? Дали може би спортувате? Па да, спортувам, ама не ги практикувам за тие работи. Порано одев на фитнес, сега некако немам време, не можам да се усогласам со трката со времето, така да би сакала, ама навистина кога ќе најдам време, убаво е. Не, пошто сум не. Не, ја повише оду. И за тоа. Дали сте слушнали дека тоа е танц со вежбање? Да, од млади слушам дека идев и вежбав со танцувањето, али ја мислам по години не сум користила тоа. Знаете што е зумба? Не. А како го трошите вие слободното време? Дали може би спортувате? Порано да, сега не. Што спортувате? Па со мал фудбал повеќе и со планинарење се бавев. Се слушнале од младите дека зумба е спорт во кој вежбате заедно со музика, латиноамерикански танци? Не, тоа нешто као аеробик доаѓа, ама не сум слушал. Зумба, тренинг и игра. Тоа. Како го користите вие слободното време? Дали може би спортувате? Да, спортска активност, најчесто фудбал. А зумба не сте практикувале? До сега не е проблем. Зашто? Може би сметате дека тоа е спорт само за жени? Па најчесто женските го користат, го практикуваат. До сега немам проблем, може да е добро ако пробам. Ја мислам дека тоа е некоја плесна игра. Бразилска или такое нешто, да. Дали вие некогаш сте спортувале? Дали денеска спортувате? Некогаш да, од младост, рукометарка. А денеска со онак, рекреативно. Сакам многу да играм. Што сметате, овој спорт е само женски или пак исто можат и машки да? Ја мислам дека треба и машките малку да се активираат тие стомаците да ги снема. Поготово младиот свет. Да, знам дека има еден клуб од пријателка, черка дека те тој како се вика, кореограф или како се вика, и дека те успешно работи, дека сите млади идат таму. Ја би ишла, само јас што не сум пензионерка и сакам да биду да се учленам. Ве споменавте дека сте поранешна ракометарка. Дали младите практикуваат да спортуваат денеска? Што сметате? Многу малку души, разочарана сум. Компјутерот ги уништи, мислам, младите. Внука имаме 11 година, игра таа и на модерен балет некој, али цел ден е на компјутер. И многу ми е жално што децата се повеќе на компјутер него што се во спорт. Али мислам дека треба малку да се поведе не општината и спорт младите. Да се соберат. Внукот има 6 години, игра кај Тони фудбал. Тоа е многу убава работа. И од 5 години е врсен фудбалер. Значи година да наиде, фантастично. Ги собра децата од улица и ама многу такви треба да има. И еден апел имам до градоначалникот, мислам дека треба да слуша. Треба спортските сали и објектите што се на општински, малку со помали давачки да ги даваат на децата и на тие што сакаат да спортуваат. Многу се големи давачки. Па има разни зумби, зашто зумба? Имамо милчевларство еве куде што ја работи зумба, зумбање ципеле, окца. Тоа е зумба, друго не знам. А дали сте чуле за спорт заедно комбиниран од танц, латиноамерикански танци и играња? Чула сум на телевизор, што сме гледале. Дали вие може би спортувате? Па порано кога сум била млада спортувала сум, сега сум по ракомет. Па спорт, не. Од денесак ми што ќе фудбал и ќе играм до прв. Погледнавме како размислуваат кумановци, пред да прокоментираме уште еднаш бројот на кој што можете да се јавите 031 433 373. Ајде да прокоментираме за она што имавме можност да го видиме на вистина интересни размислувања од страна на граѓаните. Слушна Ивана, ти за зумба, што мислиш ти околу? Па многу интересни и смешни одговори. Так. Повеќе постари се прашуваат, затоа не се запознаени што е зумба и како, но и тие мислам дека треба да се малку да се заинтересираат за тренинзите. Јас имам сертификат земено, бев на семинар за постари лица, значи за постари лица да вежбаат, да тренираат. Кај нас не е тоа
популарно, не им е јасно, но во план сум да се направи некоја таква група која што нема многу да им треба финансиски да одвојуваат средства за тоа повеќе да е дружба, да се вежбаат некои полесни вежби. Мислам дека треба и за време, секој треба да има време. Една жена кажа дека нема време за тренинзи. Можеби тоа се само изговори. Па најверојатно, кај мене има веднаш по породување доаѓаат, значи 2 недели после породување доаѓаат да вежбаат и многу ми е драго поради тоа. Младите вежбаат сега. Сега баш овој период што е кога е пред летото, па можеби 2 месеци ќе вежба. Обично така и да се припремаме, например, 3 месеци таму до јуни. После јуни се опуштиме 9 месеци, па ајде поново. Ајде пак ни дојде стомак. Тоа е голема грешка, да. Една господја спомна за стомаците кај мажите и тоа е нормално, со години нели се таложи тоа масно ткиво. Сите ги имаме стомачните, нели, само што некој ги чува покриени со масти одозгоре и тоа треба да се среди. Обавезно, да. На паркот, во паркот позади економско малце тренирање и ќе биде се во ред, ја мислам. Ќе биде како што треба. Слушнавме од граѓаните дека младите се помалку одвојуваат време за некои спортски активности. Во право беше господјата што спомна, бивша рукометарка, така разбрав. Во право има значи бесплатни тренинзи на зумба кај мене. Така е, да. Ајде, доколку не гледа ова утро, може да повели секако да вежба зумба. Да, затоа што знае што е зумба, дека е бразилски танц, дека се игра и дека ја интересира. Може се види дека е жива. Одлично, сакам само да се надовржам дека или да објаснам дека компјутерите или ширење на информатичката технологија ги зима децата од спортот, ги става на столица каде што имаме многу малце физичка активност и тоа доведува до се по лошо здравје кај децата. Така. Ја би сакал да се направи некоја кампања во која ќе се разбуди свеста кај родителите, децата што повеќе да тренираат, нели, да се физички активни и преска спомнавме да се смени начинот на исхрана. Сакам да кажам за младите, јас сум многу изненадена како имаат неколку болести, значи се жалат од неколку болести во своето тело, нели? Пушат цигари, пијат, многу лошо живеат, многу лошо се хранат. И нели ти знаеш како спортиста дека организмот има многу повеќе години, нели, ако има 18 години дека според начин на кој живее, таа сигурно има 25 години, доколку спортистите телото им има многу помалку помладо, така. Да, помладо тело. Точно е. Спомна преска и членовите на групата, нели, Street Workout групата Bar Gladiators. Даниел спомна дека ни еден од спортистите не треба да пуши или да пие алкохол. И тоа е 100% во право и ја го поддржувам. Еве и некој доколку се решил да ги остави цигарите и алкохолот, ја поздравувам неговата одлука. Така, пред да си продолжиме ние со разговорот, да слушнеме дали ова утро има некој со нас. Добро утро. Дали имаме некој на линија? Добро ред, благодарам. Да си продолжиме ние понатаму со разговорот. Што кога надпреварите се во прашање? Постојат ли надпревари за зумба, постои ли надпревар за уличен тренинг? Вака, колку сум јас информиран, постојат надпревари. Само во наши нели простори, да кажем во Македонија нема организирано сега за сега, но има надвор од Македонија и тоа најдобро ќе го дознаат преку нели оние што тренираат поактивно и што се бават професионално со стрит воркаут. Доколку имам некоја информација, објавувам јас на мојата фан страна на Facebook. Така да се надевам во иднина ќе се организира нешто такво, пошто е доста атрактивно.
Во зумба нема надпревари, значи може само да се здружиме неколку инструктори и неколку групи заедно и заедно да вежбаме, заедно да го споделиме целиот тренинг. Така, и целата енергија, да, значи надпревари нема во зумба. Што кога се почнува? Колку време е потребно од тој период кога се почнува, значи интензивно вежбање, за да се добие некоја убава онака форма? Нели, спомнавме дека за еден резултат, еден добар резултат, не е битно само тренирањето, туку и исхраната, но бидејќи зборуваме за тренирање, еден подолг временски период со добри навики, значи не валја ни премногу претренираност, секој ден тренирање, а не е ни добро ни премалку тренирање, така да треба да се најде некој баланс. Сега не би можел да кажам од толку до толку ќе направи некој резултат, се зависи од организмот, се зависи од психата на вежбачот и се зависи од начинот на кој тренира. Нели, некој може да тренира 2 години, ако тренира лошо, не може да очекува добар резултат, нели? Нема да има ефект. Така да за секој спорт истото. Значи различен временски период кај секоја индивидуа тоа е. Да, нели, исто и за зумба, некој вежбач може да доаѓа, нели, да влегува во и да излегува и да каже дека иде на зумба, уствари да не тренира. Ако не ги прави, не знам, ако не ја вложува целата енергија, точно, што ја има, нормално дека ќе нема резултати. Значи треба исхрана балансирана, значи треба да среди исхрана, ако сака брзи резултати, да среди исхрана и да биде редовен и да ја вложува целата енергија во тренинг и многу брзо може да постигне резултати. И зависно од тоа какви замислени резултати има. Точно се сложувам 100% сигурно. Так. Ајде да слушнеме дали повторно имаме некој на линија. Добро утро. Нема ни ово утро некој со нас. Пред да се одјавиме и да ви се заблагодарам што бевте ова утро со нас, да ни каже Ивана каде, доколку некој сака да дојде да вежба, каде може да посетува зумба тренинг? Ние имаме фан страна Fit Body Куманова, значи можат таму сите информации да ги најдат. Има распоред на тренинзи, имаме повеќе групи, веројатно ќе им одговара на секој. Нели нема изговори, немам време. Кај Стара црква ни се наоѓа салата. Така да сите информации може да ги најде и да напише порака, ќе им одговорам на Fit Body Куманова. Да, ќе има ли лани што имаше на отворено вежбање? Доколку некој сака. Па да, вчера имав една таква идеја на плоштад, за покафичи, супер. Така да би требало. Така, на отворено тоа секако може да се спроведе затоа што ни доаѓа убаво време, па може и повеќе и калории да се стопат, нели, и сонцето не е убаво. За уличен тренинг видовме дека тоа е на улица, кој точно, па може секој дома да си направи 2 паралелни шипки, нели, и тоа е доволно за тренирање. За сега имаме само еден парк кај што се тренира, тоа е позади економско училиште и можете да ги контактирате членовите, фини дечки се. Можете и мене кога ме сретнете на улица да ме прашате слободно, кај може да се обратите, не сум некој дигнато створење да не ви објаснам. Порака на Facebook, како и да е. Значи, сегде, во секоја урбана средина може да се тренира. Така, јас тука ќе ви се заблагодарам што ова утро бевте со нас, што не дружевте, што ни раскажавте многу повеќе за зумба и уличен тренинг, сепак е тоа се некои новости кои заслужуваат повеќе внимание за да се знае за нив. Благодарам за поканата, морам да признам прекрасно се чувствувам во ова студио и им посакувам на гледачите на К3 прекрасен ден. Така, благодарам секако и од ваша страна за убавите зборови, а ние во продолжение следиме и убава музика. Srce poleka, ne brzaj, samo poleka. Nikogаш srce ljubov ta ne došla tuku onaka. Kako voda je, voda ponornica. Kako solza je, solza je
ratostica. Poleka, srce poleka, sama ta ќе ни доведа. Ова срце чуваја, та ќе ти е последна. Како бисер најскапоцен. Како дукавче, дукат стар сокриен. Еј, од небеса дар, на срце ожар, зарем и ти си сам. Еј, на душата роб, јас твоја до гроб, тоа добро го знам. Еј, од небеса дар, на срце ожар, зарем и ти си сам. Еј, на душата роб, јас твоја до гроб, тоа добро го знам. Секогаш срце вредело, љубовта да се почека. Како облак си, облак во пустина. Како оган, оган во корина. Зарем и ти си сам. Еј, на душата роб, јас твоја до гроб, тоа добро го знам. Еј, од небеса дар, на срце ожар, зарем и ти си сам. Еј, на душата роб, јас твоја до гроб, тоа добро го знам. Ekran
момче и втири ми кладе, откај дојде Господ ми те даде. Судбина си, аир ке ти видам, коме сакаш твоја јас ке бидам. Судбина си, аир ке ти видам, коме сакаш твоја јас ке бидам. Со музика го заокружуваме ова петочно издание на утринската програма. Денот веќе ни започна, одморете се убаво, следува викенд, а повторно се гледаме веќе од понеделник во исто време од 7 до 9 часот. Од мене пријатно попладне, а доколку сакате да ги слушнете на новите информации од регионот, следете Дневник на К3. Поздрав и имајте убав ден!